Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Јас сум Љупчо Златев, а ово утро заедно со мене е Аги Мионус, со која почнуваме првата емисија за 2025 година. Добро утро, Аги. Добро утро. Многу француски се обраќаш, бе. Тоа другаче се каже у радио. Добро утро, лепото, моја македонски народе. Напатена душо, шо ти правиле турците 5 века? Ај шо ти правиле 5 века, уше на телевизија ти се. Ама нема везе. Знаете, на финта вика, има една, на Фейсбук еден статус, вика, Гоце, Турци, и имка, на кој канал? На кој канал? Да, па да, на сите канали има турци, но мораме да признаеме дека во последниот период на македонските телевизии има се поголема српска инвазија, особено на оние... Српска нема инвазија српска, има одомаченост. Србите се тука... Окупација. Вкъщи се дома, да. Што збориш? Нема. Србите и турците делат 50-50 од македонскиот медиум се колач. Не, те па србите више, секоја субота, недела и гледај Сител, оно Звезде Гранда, оно никад не е касно, ово е она... Тоа е тортура, тоа е више убиство. Вчера имаше еден добар коментар на Фейсбук за овие проводаџи што на една наша телевизија, сега да не ја именуваме, се 24/7 со стари ергени. Абе ти да бараш жена преку телевизија, да те гледа цела нација, помести го микрофонот пред микрофонот. Дека бараш жена, значи ти имаш сериозен ментален проблем. Нешто со тебе не е уред, ти да бараш преку телевизија жена. И пази ти доаѓа дома, вика јас сам тај и тај, ова му вика јас сам тај и тај. Сега причи ми нешто од тебе. Тие, пази, поморонска работа, здравја. Добре, јас не сум многу релевантен, јас оженив преку телевизија, мене жена ми на телевизија ме видела. Ама добро, не бевме после тоа. Не мора секој да знае дека да не би искочеше на телевизија, немаше да се жениш. Ајде, чути таму. Меѓу другото, најверојатно да. Најверојатно да, но ете, и така телевизијата се... И шо вика жена ти кој те видела на телевизија, вика, он е, that's the one. Ем убав, ем паметен, ем елоквентен. Кај убав, види каков си ко фактура за чумур си да си, беш. Па добро се тоа, убавината е релативна работа. Да, ти си леп изнутра, да. Која сме кај убавината, Агим, ајде. Абе, Мјалков го видел Монте Карло? Еме виде го, ти видели го? Ферари. А што сакаш Фичо да вози? Ние вчера имавме инсинуации дека другарката со која беше за филозофија разговарале најверојатно. Па најверојатно отишле таму, немале кај да седнат овде у Скопје, па си отишле, вика ќе ме чекаш у Ритз Карлтон да полафеме малку за купусо стигнали, не стигнали и така натаму. Ти си бил некад у Монте Карло така, кога бе ти така со Ферари? Ја кога сум бил у Монте Карло, Сашо сисал весла, бе, šta je тебе? Ама, пази, имам 6-3 години. Па добре, Сашо е тука негде генерација. Што мислиш, што сум правил помеѓу 30-та и 50-та? Светот бил мој. Пази, ако ти мислиш дека јас сум непрошетено дете, многу си и англаш, ја 4 пасоши имам сменето. Ама нема везе, мислам, битно е, он вози Ферари, ти возиш онакво мое, не возиш Ферари. И се, тебе ти е криво љубоморен си му да Сашо Мјалков. На Ферарито? Него, не, и на него, и на женската, и на ја не дај Боже тоа да го имам. Гледаш, тип надвор му искача, му зима клучеви, ти сам паркираш овде, кој те ебе, мислам, што ти кажа? Ја барам паркинг, се нервирам. Се нервираш, да. На семафор, викаш, бип, да. Особено у Скопје, каде што, да, во право си зова. Саша си е мангуп, ја и ти што сме клошари обични за него. Ама само неаме крадено така, што да правиме се? А пази са. Сашо крадел? Не. Не, ја мислам дека он е многу честно дете и мислам дека се она што заработил, направил со труд, со зној, со крв и алал нека му се парите. Алал му е чак и она што го казнија, видиш човекот отиде во строг затвор, си клатеше муда тамо поред Охридско езеро. Не, он не отиде у Охрид, у Мериот си седеше. Ајде. Да. Па мислиш у Мериот не се клатат муда, само у Охрид се клатат. Он бил представник на затворот у Скопје. Значи, може. Тоа е толку отворен затворот што му отворија представништво, нели да биде у Скопје представник. Да, ако има некој проблем, тражите ме у базенот у Мериот. Башкан избегал некој затворен. Сепак тоа е прво самиот концепт, Агим, затвор од отворен тип.
Значи, суштината на затвора Добро, дека дефиницијата е таа, пази, ја у затвор Богу фала, Аллаху драги. Не сум бил у затвор. Уште тамо не си сум бил бил. приведуван и сум изел 2 шамара од пандур, али у затвор не сум бил, така да не може да дефинирам. Уште Меѓутоа, тамо не си бил. Уште тамо не сум Да. бил. И гробар не сум бил, све друго сум бил. Не, и поп не сум бил. Не е битно. Са, пази, има една работа овако. А оđe? Што ти кажува све ова? Што? Па у која држава живееш? Ете тоа ти кажува. Се што гледаме е слика на државата. И лошото, и арното, и Мјалков, и Хасан, и Петко, и Станко, и Боки 13. И се што се игра дрндупка во јавноста. На општо, значи кога велам општо, велам јавно мнение. Играње курташак со јавно мнение е усвари слика на државата. Некој тоа го дозволува. Пази, ти човек кој што се уште нема завршено судски процеси, кој се уште треба да одговара за некои работи, кој by the way, оноку колку што знам, ако грешам, се извинувам и жалам, е под некаква истрага со незавршен процес за некои дела. Он така ладно вика, знаеш што, шо ве ебам, ја идам у Монте Карло на шампањ и кавијар. Тоа не е шо ве ебам до нас, до мене и до тебе, Агим и Љупчо, тоа е до државата. Но да бидеме, знаеш како, да бидеме конкретни, тоа вчера го објаснуваме, еве денес нема да го повторувам, но да даеме една димензија. Прво, каде е одговорноста за сето? Одговорноста е првенствено Во и институциите најмногу на системот. Лепото. Не, во кои институции на системот? Во јавното обвинителство и во судот. Тоа се двете И институции. полицијата барабар. Полицијата во овој момент нема надлежност затоа што делата за Сашо се генерално, како се вика, дефинирани. Обвинителството, него обвинителство и суд го пуштаат да биде вака слободен. И сега кај оди најголемата иронија на неправдата во македонскиот судски систем. Гордана Јанкуловска за некој ден треба да има пресуда за она дело за уништувањето на опремата. Па тука е внешен Сашо Мелко. Ама слушај, не, во тоа дело тој не е ставен. Неговото дело за прислушкување застари. И сега, одговорниот за прислушувањето го ослободува нашиот систем, вика ти си слободен човек, за ова нема да те гониме, а оној кој ја уништил опремата со која Сашо Мјалков прислушувал, наводно, не е осуден за тоа, нели? Сега ќе биде ќе чека нова судска одлука. Ова, Агиме, говори дека прво самиот концепт на правда, македонскиот суд и македонското обвинителство целосно го имаат урнисано. Тоа е прво. Второ, политички, да бидеме искрени. Сашо Мјалков е создаден од неговиот братучет Никола Груевски, ослободен, надограден и кој награден. by the way клати муда у Будимпешта. Да, исто така избеган. Да. Ослободен, значи надограден и проширен од времето на Зоран Заев, каде што беше амнестиран за се ова и лежеше во затвор во Струга, кој исто така клати муда во Дубај. Значи вак, јас оддамна и многу пати спомнував дека целата таа работа ќе заврши со Вук појел магарца. Мене ми се смеја, ми велеа дека сум несериозен, меѓутоа фразата Вук појел магарца подразбира никому ништо, као да не се ни случило. Значи, еве ја гледаме сликата на она што јас го анализирав, дефинирав и го предвидував уште пред неколку години. Вук појел магарца. Сите негде клатат муда додека ние овдека се правиме некакви патриоти и се фаќаме за тоа дали воздухот е чист во Скопје или не е. И за тоа се обвинуваат политички партии, као да воздухот го создава политичка партија. Нема вез. Ајде да не правиме дигресии. Условите за воздухот ги создава политичка партија. Абе, нема да те тепа. Сега има политичка одговорност. Кој бе? Во сите ВМРО до е сега. криво што е загаден воздухот, не, така? сега ВМРО е 6 месеци на власт, нема теоретски можности да го реши проблемот. Абе, системски проблем е. Тоа е национален системски проблем. Тоа везе нема со политика и со партија, нема тој некој. Нема да се беле Но рано политичарите и партиите се тие кои треба тој да го сменат. ВМРО ако не го смени ова у наредни 3, 4, 5 години, и ВМРО
и Христијан Мицкоски ВМРО ќе имаат одговорност за тоа. Тоа е факт. Во овој момент се не може. За загадениот воздух. Свети Петко да дојде, не може да одговара. Причината е едноставна. Градот е непланирано, несуштински и неквалитетно планиран. Но може да се менаџира. Воздухот е уседен, нема вентилација, на секој бели мајмун му е дозволено да гради зграда, да прави кај сака, што сака, и кога ти не можеш да дишеш, можеш само се давиш. И сега дали е Христијан Мицковски крив, или е крив од првиот состав до сега Асан и Маса, не е Христијан Мицковски. Тоа е долга приказна, тоа е само слика на нашата негрижа за секојдневието. Тој во наредниот период, не само Христијан Мицковски, и оној кој ќе биде иден градоначалник на Скопје, затоа што со е веќе завршена приказна очигледно и самата градоначалничка кажува дека нема намера да се кандидира. Оној кој ќе биде иден градоначалник на Скопје, заедно со владата, заедно со премиерот Мицковски, заедно со Изет Меджити кој е за животна средина одговорен, се оние кои ќе треба во наредниот период да ги менаџираат последиците до некое прифатливо ниво. Значи, да, наталожен е проблемот, да, огромен е проблемот. И да, тој може да се менаџира, но потребна е стратегија, потребни се нови законски регулативи и потребно е спроведување на тие законски регулативи. Ова што ти го збориш е чиста филозофија. Ајде да го спуштиме нивото на анализа со народен јазик. На фукара народ, кој во 21 век се грее на дрва, на чумур, на пластика, на било што, на гуми, на било што ќе дофати само колку да не потроши пари кои што ги нема за да се грее, и ќе казнуваш и што ќе направиш, кои пари ќе му земеш на клошар, на голтар. Ќе го државата е таа, пази, државата е таа, која треба да преземе мерки, тоа е факт. Меѓутоа државата е таа истовремено која треба да му овозможи на тој фукара народ да по инаков начин да се грее. Топлотни пумпи се еколошко решение, пази бе. Термално и така натаму, Инвестирај, биди држава. Проширување на системот на парно грејење, пример има неколку точки кои се извор на се, да речеме во овој регион кај што сме сега, извор на загадувањето е горе Драчево и Лисиче. Лисиче може да го врзеш на парно. Ке изградиш линија, куките као што беа од тафталиџе на парно, ќе ги направиш. Прекрупни се тие чекори, пресериозни се тие чекори. Пази, се колнам дека зборам вистина, но нема да именувам кој што, зашто? Затоа што е веќе застарен случај. Само да ти отсликам во каква средина живееш. Човек што го познам, што живее во моја близина, не е веќе тука. Не живее веќе околу мене, не знам кај, а не знам како се вика. Меѓутоа, се колнам дека не е Арсен Груби, бе. Абе, у паркчето до нас, од што е сиромашен, у паркчето до нас сечеше дрва, само за да може да се загрее, мали деце да има. Ти што ќе презимаш со такви, ти ќе го натраш на него инвентори, конвертори, онакво се тресе. Абе, ти нормален ли си? Државата е таа која се грижи. Државата што вика? Народе, најстрого ти забранувам греење на фосилни горива, но јас ќе ти помогнам. Апсолутно. Со пумпи, со ова, со она, апсолутно, со можности тоа да не мораш да го платиш веднаш на 30 години. Тресам, јадам бурек. Значи таа грижа која државата треба да ја. Ама кај тоа кај политичарите. Абе кај живееш бе ти? Како ме нервира бе? Не ме терија да се вајле да политичарите треба тоа да го направат. Значи, политичарите не знаат колку се 2 и 2 бе. За да ша не бе. Ма нема и да. Оваа влада во наредните 3-4 години не го преземе ова, ситуацијата ќе станува уште поалармантна. Не сме ни ја ни ти енвајрменталисти, дај да го ставиме ова со задување. Јануари, март завршува и февруари ќе заврши брзо. Од март месец тачно сите ги заболе онаквото за загадувањето, пошто ќе се прочисти воздухот. И после нема да разговараме на оваа тема до следна зима. Да. Значи, што прво политичарите да направат? Што прво? Они се, да не кажам што до гуша, значи, и кој проблем прво да го решаваат, на кој начин да го решаваат, со кој пари да го решаваат и како да го имплементираат во ситуација на апсолутно расуло во државата. Ти гледаш дека има најави допрва дека ќе има циркуси, дека ќе има дестабилизација, дека ќе има ова, дека ќе има ова. Го забора некого од ташакот за смогот. Сега, одиме на нашата следна тема. Агим, Бајде да те прашам. Сашо Мјалков се спаси од смогот. Монте Карло е на обала, нели? Монте Карло е еден као риека.
Да. Така еден град. Рие, како си видел како изгледа. Да. И ко Трст, така ко Увалица, Наполи е тако. Добро. Значи, усите тие градови сум бил. Тамо е чист воздух. Увалица, ма чисто, джоле, šta и Си знае човекот. И уствари тамо никој не цепа дрва, не пали гуми, бе, што ти е тебе. Тамо доаѓаш, притиснеш дугме, джак на леđa, доаѓа конобрат и кам, монсиньор, јас вулеву, а шампањо, ка не бе да ми скопско пиво. Мислам, тоа е. Десетка со кроми. Десетка со кроми. Не може да се најде веројатно во Монако, но значи гледаш паметен човек знае како да се спаси од аерозагадувањето во главниот град на Република, сега веќе за жал Северна Македонија. Немаме агим ни еден лош коментар ова утро, треба да поработиш на тоа. Се извинувам? Немаме ни еден лош коментар кон тебе ова утро, треба да поработиш. Па види, знаеш зашто? Значи, овие луѓе што ги следам и јас на телефонот се убави луѓе, иако знам дека има многу смрдежи, и тие смрдежи нема да ги нарекуваме смрдежи, затоа што ако кажеш смрдеш на некого, он не знае дека е смрдеш, а у суштина е смрдеш. Али вчера у емисија како го спомнаа зборот смрдеш 45 пути и они мислат народ па се трева, си са весламе, разбираш, и не знае, и не осеќа цело време дека ги дупат. И он му каже, не рековме смрдежи, тоа исто кој ја кој ќе речем, види, јас не велам дека треба да идеш у пичку матер, зашто тоа е безобразно, али иди у пичку матер, тоа го правя вчера. Ама добро, запали. Не, види, ние се пресметувавме со оние кои со години не цензурираат и победивме, и тоа не ни овозможи ни влада на државата да победиме, ни невладини организации, ни есновци издруженија. Да бе, поинтересна тема, да нешто бугари, мугари, лево, десно. Не. Сега види, ти си ми тука. Бугарите се, хубави хора, златни хора. Бугарите ќе ги оставиме за во вториот дел од емисијата. Во првиот дел од емисијата, сакам да поразговараме за една сериозна тема. Уозбили се сега. Јас сум бил озбилен од секоја, само тоа ми е стилот. Не. Значи, активирај го оној аналитичкиот дел. Повеќе од како ме нервира кој ја на мајка ми стара, кој ќе знаеш, ја гледам занесена и викам, слушај, сконцентрирај се што ќе ти кажам. Сконцентрирај се. Пази, он мене сега ме прави мајмун овдека. Па сега генерација. Сконцентрирај се, доста леташ. Чекај, колку години си ти? Тебе од таму пишта. Разликата помеѓу мене и тебе е веројатно помало од разликата помеѓу тебе и мајка ти, така што тие се генерацијските разлики. Али карактеристично, тачно сега ми го збрца, она која ја на мајка ми, слушај, сконцентрирај се што ти кажам, сега и мене, слушај, уозбили се и пази сконцентрирај се. Ајде да видиме. Значи, наградно плаши. Се работи за следното. Ајде да видиме. Гледаме на социјалните мрежи дека голем дел од активистите, понатаму функционерите, поддржувачите на ДУИ, нагло сите почна една кампања, ставаат слики од време на војната, од времето потоа, од Али Ахмети и го величаат Али Ахмети. Постојат две теории зошто се случува ова во јавноста. Првата теорија е дека ова се случува затоа што се подготвува терен за повлекување на Али Ахмети од политиката. Па сега еден последна почит да се оддаде политички, нели? Не, во таа смисла за Али Ахмети како човекот кој трајно го променил системот во оваа земја и донел права за албанците и така натаму. И вториот елемент е дека се ова се прави во исчекување на тоа, на некакви најави дека можеби Али Ахмети ќе биде ставен на црната листа на САД. Што мислиш? Зошто се случува оваа кампања? Прво ти го разбираш и јазикот, ги гледаш, ги анализираш, познаш многу повеќе луѓе од ДУИ од мене и од веројатно 99% од нашите гледачи. Зошто се случува тоа? И второ, кој од овие две сценарија е поверојатно или можеби не е ни едното ни другото? Сега ја за она прескатање сконцентрирај се, сега ти кажам, пази, бараш сериозна анализа, ќе добиеш сериозна анализа, али ако ми влезеш у збор, не ти влегувам, мониторов од не ти влегувам, јас сега ќе си го избришам носот, уште не ми е вирусот завршен. Добро. Ќе си го избришам носот, ти слободно продолжи. Значи ми влезеш ли у збор, мониторов од компјутеров? Али биди краток, гледај за пола саат заврши. Го јадеш по глава, да знаеш. Сега вака. Ајде да се вратиме назад во блиската историја. Али Ахмети,
кој и да е, каков и да е, дали греши, дали не греши, е символот на сето оно што албанскиот народ во рамките на современа Македонија успеа да го направи. На политичката сцена не навлегуваме во војниот конфликт, затоа што војниот конфликт Али Ахмети сам со себе не прел војна. Тоа е комплексна работа за која што можеме да анализираме уште 4 дена. Заборавиме. Почнуваме од точката 2001 наваму. Не 2001 и претходна. Значи, он создаде политичка партија како лидер на УЧК, како лидер на се оно што се случуваше во позадина, како човек кој ги влечеше конците и така натаму и така натаму. Значи, икона на албанскиот народ. Икона во историјата современа на албанскиот народ во Република Македонија е Али Ахмети. Никој, ниту некогаш ќе може да му го одземе тоа, како вистина, ниту некој ќе може да најде било каква забелешка, доколку не е злонамерна, зборувам за албанската страна, ниту па можеме да кажеме било што Али Ахмети во минатото го олицетворило како феномен или како личност зад која стојат криминали. До кога? Мое приватно лично мислење. Али Ахмети имаше своја мисија. Лично го познавам, многу го почитувам и ќе го почитувам и понатаму, токму поради тоа што ете кажав дека е икона на многу нешто што се случува во Македонија, но тука во меѓувреме се изродија многу арно ама. Да го чекав тоа но. Да, но и арно ама. Лично, он како фигура ниту е изводливо, ниту би личело, ниту е предмет да не може да се открие доколку лично би правил било какви малверзации од криминален карактер и така натаму. Што него воопшто не го ослободува од обвинение дека не може да не знел ништо. Значи, не може да не знел што се случува околу него. Мислам дека до моментот, додека не влеговме во НАТО, влегувањето на Македонија во НАТО, значи, инкорпорацијата на албанскиот корпус во суштествениот дел, што се вика војска, полиција, судство, ти рековме рече со рамковниот договор. Се додека оној момент не допреа на највисока точка, а тоа беше официјалниот влез во НАТО, како признание дека ние сме спремна држава, тука, по мое лично мислење, може би грешам, но тоа ми е ставот. Али Ахмети тогаш требаше се повлече. Како боксерите, кога победуваат и кога ќе дојдат до титулата чемпион, он вика, јас тука ги бесам с ракавиците на зид и се повлекувам како шампион. Зашто од тука натаму нема нагоре, има само надоле. Али Ахмети остана на политичката сцена, сметајки дека ќе биде истовремено и добар политичар, оноку колку што е добар војсководец. Или човек кој што знае да собере народ. Арно, ама изборот му беше среќен или несреќен. Не велам лош или добар, велам среќен или несреќен. Се изродија нови типови кои зад популарноста, моќта и позицијата на Али Ахмети искористија се и сешто. Еден од клучните играчи беше токму и Артан Груби. Што се случи? Се изроди една нова генерација, од која што како по принципот на cherry picking, значи системот, Али Ахмети го избра Артан Груби да биде негов и фронтмен, и десна рака, и помошник, и се живо. Кога го гледавме Артан Груби, ние го гледавме Али Ахмети, впрочем, не ли е така? Затоа што Али Ахмети не е човек кој што искачеше толку често на телевизија во јавност, изјавите дава и така натаму, кога дава беа штури, и Артан Груби стана некакво олицетворение на тоа. Меѓутоа Артан Груби повлече една плејада други луѓе кои се осмелија исто така да бидат калиф наместо калифот. Дуи најголемата грешка што ја дозволи да се направи
е диселекцијата на честни, неквалитетни. Пази, тамо немаш неписмен човек во таа врхушка на луѓето. Сите се неписмени. Меѓутоа, зборам за честни или нечестни. Он имаше една диселекција на честни, нечестни, исправни и неисправни кадри кои ги зема околу себе. И плати дебел данок. Што е тој дебел данок плаќање? Тој дебел данок плаќање е падот на рейтингот на Дуи, падот на довербата кон Дуи, падот на се она што он го градеше. Али Ахметија сум сигурен дека денеска, кога би седнале сите албанци на маса, да биде едно општо големо обединување, повторно би бил лидер. Повторно би бил лидер, веруј ми. И он многу добро знае што прави. Он играњето на емоција што го прави во јавноста со покажување на слики. Еве имаше вчера она видео, јас не сум изгубил битка. Да, меѓутоа, не знам зошто имам впечаток дека е тоа Лебедова песна веќе. Може само кратко? Да, повели. Самото тоа што ти кажуваш дека не си изгубил, наметнуваш дека не си изгубил битка, докажува дека ти се плашиш дека ќе изгубиш битка. Именно тоа ми беше. Значи, да. Именно тоа ми беше зборот, значи дали со преку тоа треба да видиме дека уствари Али Ахмети ја пее Лебедовата песна. Знаеш што е Лебедова песна? Да. Сега не се идеме понатаму. Американците што направија? Ајде двете прашања кои ти ги поставуваш. Чекај се накажа. Да ги вратам уште еднаш, ајде. Дури се искашлаш. Прашањето е дали ова Лебедова песна се пее, ова величање на Али Ахмети се пее затоа што под еден тој ќе се повлече од политиката и под два затоа што се очекува негово поставување на црната листа на САД. Ниту едното, ниту другото. Океј. Сметам дека еден период Али Ахмети се уште додека може ќе се бори да направи една асамблизација, еден собир на се она што е околу него квалитетно, честно и лојално. Затоа што е свесен дека многу изгуби. Не е губитокот во тоа што он не влезе во власта. Тоа што он влезе или не влезе во власта е политичка комбинаторика. Со право на избор на партијата која победи на изборите. И вели, не икам со вас, жао ми е, дечки, али ја играм со други. Проблемот е во тоа што рейтингот го изгуби. Јавна тајна во јавноста дека он секојдневно паѓа со рейтингот. И он сега се бори. Единствениот начин сето тоа како да го залепи, кој му е лепакот, емоцијата. Он се уште игра на емоцијата, ало ние сме албанци, ние сме УЧК, ние не се даваме, ние сме едно ткиво, стани народе, ама умреа тие партизанските поклици више. Партизанските поклици... Груевски беше сличен на крајот. Абе, Груевски, още го сега си клати муда у Будимпешта, не го дири. И значи, нека си ги доклати. Значи, и токму таа причина велам, дали од ова може би Лебедовата песна на Али Ахмети. Дали ќе се повлече? Не верувам од причина што мислам дека он се уште има чувство на одговорност. Он е свесен за своите грешки. Повторувам, зборувам, собствено мислење не значи дека сум во право. Значи, он е свесен за своите грешки. Свесен е дека не требаше у прва линија да го фрли Артан Груби. Свесен е дека требаше многу нешта да ги поинаку да ги изменаџира. Меѓутоа, мислам дека околу него една екипа на луѓе многу убаво го искористи. Али Ахмети е искористен човек. Дали македонците го сакаат Али Ахмети? Какво мислење имаат македонците за Али Ахмети? Е небитно во моментот. Зборуваме за албанскиот кампус. Албанскиот кампус не може да побегне од фактот дека Али Ахмети е икона на албанскиот народ. Но знаеш како? Неговата извини, ова е во како полемика на ова што го зборуваш. Од 2001 па наваму никој сем Христијан Мицковски фронтално не тргнал на Али Ахмети и фронтално не тргнал на Дуи. Никој. Да бидеме искрени. Не би се согласил. Не е тоа фронтално удирање, тоа е бранење собствени позиции. Направи никој, разлика помеѓу бранење на собствени позиции и напад на друга позиција. Она што јас сега, извини вака, она што јас го гледам до сега имало одреден фајт во албанскиот политички блок
и таму секогаш Али Ахмети бил неприкосновен. И Дуи биле неприкосновени. И со Тачи, и со Джафери и така натаму. Но, од 2001 па наам, до сега, за прв пат се случило некој од македонската страна, условно кажано, фронтално да тргне кон Дуи, и као што беше последната кампања, впрочем, и фронтално не да тргне со тоа, ние сме против албанците, ние сега тука, вие сте албанци, вие сте националисти, вакви и такви, туку со аргументот, не, ние не се бориме против албанците. Ние ги сакаме албанците. Ние се бориме против корупцијата. Тука, тој мит за непобедливоста на Дуи, за неприкосновеноста на Дуи, тој мит за големиот змеј, го претвори змејот како змејот хартија. Токму сега доаѓаш на она што јас го зборев. Значи, несрекниот избор на кадри околу себе, на екипа, го доведе Али Ахмети во ситуација каква што е. Зашто никој не впери, еве ти го најтврдо корен, најлојален на Али Ахмети, најблизок на Али Ахмети, цело време во политиката, најактуелен, Талја Џафери. Па шо ќе му најбиш? Јас лижа, ама токму тоа ми е збор. Да. Значи, ако дозволиш најголемиот, извини, скандал за Талјот е тоа што брат му рекол дека е попаметен од Ајнштајн. Друг скандал нема. Еве, ја потврдувам дека е попаметен од Ајнштајн. Значи, да се разбереме. Значи, која ми е поентата? Јас лично го познавам Талја Џафери, бе во советничката екипа негова, доека беше министер за одбрана. Бе во кабинетот. Го познавам човекот и сметам дека е ретко чесен, поштен човек. Ти за Талја Џафери нема корупцијски скандал, сега мора да бидеме искрени. Ни А ни Б да кажеш за Мерко има, за Муса Џафери има, за Дехари, за сите има, за Талјот Џафери не сме чуле. Ако имало ќе излезел. Да, управо тоа ми е поентата, значи изборот на кадрите во еден дел на Али Ахмети стана погубен за него. Донесе мангупчиња кои сметаа дека во политиката како мангупчиња ќе бидат некои нешто дека ќе направат пари, сватејќи ga ситуацијата дека it's all about money and business in politics. И што се случи од една идеолошка рамка во која што функционираше Дуи како партија која на албанците треба да им донесе светла иднина, стана едно мешовито предпријатие во кое што секој на секој можен начин гледаше како да направи пари. И кој е тука жртвата? Жртвата е Али Ахмети. Овој медиум има 93,7% прецизност во предвидувањата кои ќе се најде на црната листа на САД. Еве ти одмак ти кажам, шанси нема Али Ахмети да биде на според тебе. Еве ти, не само според мене, според здравата логика. Али Ахмети да не го држе американците, да не стоја зад него. Знаеш кога Али Ахмети ќе беше Али Ахмети? Но може би, јас се согласувам, но американците, сега да бидеме историски коректни, добро, истите Соединените американски држави своевремено го држеа и Гадафи, па на крај знаеш како заврши. Истите Соединети американски држави го држеа и Садам Хусейн, и Осама Бин Ладен, и Милошевиќ, ако сакаш, да. Но знаеш зошто го говорам? Како логика стои. Го говорам ова сега. Ние пак полемизираме. Во моментот кога ти ќе станеш проблем, тоа што Соединетите американски држави те поддржуваат, не значи дека ти имаш license to kill. License, да. Не значи дека ти имаш лиценца да крадеш. Да. Знаеш. И сега, во моментот кога ти ќе станеш товар на спроведувањето на нивните геополитички интереси, тогаш прашање овдека е ново. Тогаш може да се случи, нели, и на вистина да завршиш на црната листа на САД. Да, не може. Еве затоа што со самото тоа американците ќе се негираат самите себе си. Значи, они предпоставка моја ќе рушат попрво се околу него отколку лично и директно него. Ставањето на Али Ахмети на црната листа на Америка тектонски промени ќе направи. А во моментов не им се потребни на американците. Но може би тоа е единствениот начин да изградат нов лидер на албанците во Македонија. Кој ќе биде лидер? Кој има таа заслуга и минат труд како што има Али Ахмети за да биде нов лидер? Знаеш како
има една славна српска пословица, пораснеше пилци, Чи поебаше што и кокошки. направиле на... Арно, но... Еве, ја те прашувам директно. Кој е тој кој има таа тежина на ликот на Али Ахмети за да биде вториот Али Ахмети? Нема. Па не мора да биде вториот Али Ахмети, ќе биде Аги Мионус. Да, меѓутоа тој треба суштински промени да направи, влечејки траги од минатото, борбата на албанците каква беше во Македонија? Како се градеше историјата на албанците во Македонија? Се градеше врз основа на тоа дека бараме права, бараме инволвираност, бараме интеграција комплетно во системските простори на функционирањето, бараме ова, бараме она. И сето тоа го направи. Зорлем ли, со војна ли, со очу нечу ли, Али Ахмети го направи. Не го бранам. Значи, дај да расчистиме, не го бранам Али Ахмети. Само анализирам кој ја има таа тежина, како што ја има Али Ахмети. Ниту еден, нунквам, нон. Зато го спомнав Талја Џафери, кој како еден од ликовите на таа плејада, се уште или барем, јас немам чуено дека било кој може со прст да покаже и да каже Талја Џафери е лопов, Талја Џафери е ваков или таков. Не, Талја Џафери испадна најпоштен од сите. Најпоштен од сите. Немаше некоја јавна функција на која што може да му се фата за некоја афера, немаше ова, немаше она. Дури како министер за одбрана, дури како председател на собранието покажа највисоки перформанси. Значи, јас барем во него гледам некако. Еве сега, имам еден интересен коментар. Има тука прашање, дај да од слушателката, од една слушателка, кај ќе почнеме, ја ќе ти ги поставам. Вели, без разлика, многу добар коментар на Живанка, вели, без разлика дали Ахмети се гледа како икона, сепак индикативниот наратив во неговите постови на обедување на сите албанци, вака ќе ни направат, онака ќе ни направат, многумина го перцепираат како повик за дестабилизација. Јас би рекол дека можеби дури и сад го смета како така. Не. Иако има начин спи си мирно народе, не може како ништо да се се изјасниш како икона, сметам дека постовите не му се такви, вели нашата слушателка. И за мене е непочит кон државата во која што живее и му возможила се, нели, дури и амнестија за злоделата во 2001, каде што се завиле многу семејства во црно. Чекај, дека имаме една мала провокација, а мене краток ми е фитилјот. Кога велам фитилјот, другото ми е долго. А ова се однесува до тој Перо Ангелов, Macedonian, што мрзам, кога некој потенцира македонски Macedonian. Па ја Аги Мионус требали да додам албански, мора искомплексиран мајмуне. Значи, немој се мајмун да му викаш. Што градите некоја аура околу Али? Многу значење му давате на тој клошар. Клошар си ти у мозакот, дечко. Ти ако слушаше до сега се што зборев јас, ќе разбереш, ама пошто очигледно не разбереш, немам потреба ти објаснявам. Јас зборам за една историска личност, он е веќе историска личност, зашто бегате од таа вистина? Па местата на историските личности се во историјата. За еден историски лик кој што се уште пишува историјата во рамките на албанскиот народ. Не во рамките на таа самопослуга пред која што седиш, пиеш пиво и гледаш на телефонова што едеме бурек. Будало. И бриши тоа Перо Ангелов, Macedonian. Добре, нека си Macedonian, па јеби се. И значи, пази вака се. Ајде да ја расшириме анализата. Значи, бинокулусот да му ставиме поинаков малку леќе на поинаков на нашиот микроскоп. И да ситуацијава да гледаме. Македонија, оваква или онаква, ке мора, under must, да преоѓе во друга форма на практикување на политика. Овој начин на практикување на политика е погубен, затоа се свесни и американците кои што ја креираат на крајшта дозволуваат таква политика. Јас немам ништо против американците, али сметам дека се неверојатно лицемерни. Па нека ме стават на црна листа, па тачно ме заболе патка. И значи, да се разбереме, овој модел на практикување на политика ќе мора да прејде полека во еден друг вид кој ќе има граѓански карактер. За практикување на политика во Македонија од граѓански карактер се потребни нови ликови. Се потребни нови свежи кадри. Но сето тоа за да се изџвака, изменаџира и изорганизира, мора се покријат со пепел старите будалаштини, како што е национал романтизмот, како што е етноцентризмот,
како што се многу нешта врзани врз етно база, а кој што уствари кочничар на напредокот на Македонија. Јас нема да се согласам со тебе. Ајде да видиме. Тоа е демократија, бе? Можам да ти кажам вака. Ти ги гледаш работите од премногу даваш значење на историјата, а особено на блиската историја. Според мене. Суштината е дека според сите параметри на современата политика, Али Ахмети ја има завршено својата употребна вредност. Во овој момент Али Ахмети има две опции. Јас да сум Али Ахмети, да сум советник најблизок, во очи би му го кажал ова, нека го свати ова како совет. Да. Али Ахмети во овој момент има две опции. Првата опција е достоинствено да се повлече од политиката. Да стави црта. Не може устатките да прекинам, затоа што ако сега се повлече, ќе признае дека се што се зборува е вистина. Значи, достоинствено... Го познавам човекот, пази. Он додека не докаже дека многу нешта не се такви какви што се, нема да се повлече. Но проблемот е што се такви какви што се. А какви Дуи се? беше потонато во корупција. Чека, како? Имаш ли доказ, бе? Сите краделе, сите осите. Не, значи доказот е доказот е на во милион судски процеси. Во кои процеси? Кој процес е завршен, докажан, потврден и отслужен? Ќе се докаже. Значи, кога ќе се докаже? За милениум? Дали достоинствено ќе си замине од достави се со таа боранија, овој бил лопов, оној бил педер, овој бил докажи дека е. Не докажи. Или ќе се повлече. Морам те прекинам. И Артан Груби во моментов е невин. Америка го стави на црна листа. Осети Америка што го стави. И веројатно дослушајме за да не испаднам има необјаснет. некој во Колумбија на радио и вика Ел Чапо е невин. Пеки, Значи, ама пази, за да не испаднам необјаснет, те молам не ме прекинувај. Артан Груби е невин. Зошто е невин? Уште не е докажано неговото вина. Моле лепо, а дека ќе го јаде, затоа што побегнал, треба да го јаде. Чесен човек не бега од правда. Но, моле лепо. Одиме се али понатаму. ти мене, Артан Груби бил лопов. Докажи ме дека бил лопов. Значи види, оди state.gov на State Departmentот веб страницата и ќе го прочиташ објаснувањето. И ќе ти стане јасно. Проблемот што е? Проблемот е што ова поставување на црна листа на Мерко, поставување на црна листа на Артан Груби, овој обрач кој го прави сад околу Али Ахмети. Али Ахмети го става пред свршен чин. Свршениот чин, според мене се, може не сум право, или достоинствено ќе се повлече од политиката, или ќе заврши исто како овие во обрачот околу него. Изборот треба да си го направи Али Ахмети. Нема и не смее така да го напази. Ја сега од тука ја користам бенефицијата на јавно искажан збор. Добро. И јавно му се обраќам на Али Ахмети. Али не се повлекува доека не расчистиш многу нешта. Затоа што тоа што ти го направи за албанскиот народ не треба да биде искаљано со некакви споредни будалаштини, борани, за кои што ти го трпиш како консеквенца. Не го слушај, Али, сега ние двајцата на Али му се обраќаме. Не, ја му се обраќам на Али Ахмети, Али не, повлекување не. Не го слушај, Али. Ајде покажи една победа во борбата. Сега што ти е победа? Дали ти е победа да се вратиш на Абаса, му се обраќа јавно на чекој се. Не можеш да докажеш дека Рамиз Мерко и Артан Груби се невини. Аги може да ти збори колку сака, ти тоа не можеш да го докажеш. Артан Груби и Рамиз Мерко се луѓе кои што официјално имаат сообраќајна документација обвинителна во институциите. Али Ахмети нема. Значи, зашто ја ова го викам дека не треба да се повлече Али Ахмети во овој момент? Не треба, затоа што доколку се повлече, само ќе го признае поразот. А кога веќе слушаме и гледаме видео во кое он вели јас не сум изгубил ни една борба. Еве те поддржувам Али Ахмети и јавно ти се обраќам Али Ахмети, покажи дека нема да изгубиш и уште една битка. Остани таму каде што си, меѓутоа расчисти прво околу себе, па после со се останато. Океј. Му дадовме двајцата совети на господинот Ахмети. Дај нешто повесело, петак е. Не, може да направиме пауза и после ќе разговараме за Ролекс, Владика, за меѓудржавни проблеми со Бугарија и така натаму. Чекај, ти пушиш на пауза? Не.
Кога пушиш? Не, никогаш. Ги откажав. Да. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, заедно со мојот ководител ово утро Агим Јонус. Агим, ги оставивме овие и Монте Карло и Али Ахмети ги оставивме на Нека одморат. Ја пак ќе му поречам на Али Ахмети, види го шубаво Монте Карло, што се расправаш. Да бе, зашо Али Ахмети не иде исто у Монте Карло? Значи, што тук не бел ден нема видено човекот. Беше герилец, се бореше, се пустеше, се правеше. Од тогаш се бори да ги опре околу себе и така натаму. Оди бре човек Монте Карло. Не можеш менталитетот на албанците е тути албанези, тути команданти. Не можеш. На албанците во Македонија не и се потребни повеќе од 2 партии. Милион пати сум го рекол тоа. Албанците по својата бројност, електоратот албански, с цел да го собереш, е помал од севкупното членство и електоратот на само една политичка партија ВМРО, да кажеме. Значи на албанците за политичка сила, за политичка моќ, кохерентност, монолитност и така натаму, и се потребни само 2 партии. Една позициона и една опозициона. Тоа самиот Али Ахмети го збореше. Меѓутоа, се плаќа дебел данок, страшно голем данок се плаќа на феноменот на тути албанези, тути команданти. Толку. Ајде, преоѓаме на друга тема. Друга тема, ајде се малце да излеземе надвор. Од Бугарија стигаат многу интересни пораки. Да видам. Причај ми о томе. Си чул за оној попочно паднал сад? Добро. Ај, некој за водици. Ај, може си чул. 13 јануари 28 година Мара Бунева губила Прелич. Кого губил? Прелич, тој што бил на полиција тука главен. Еса. И тоа е моментот кој еден неважен реално лик Виктор Стојанов го искористи да повика во Македонија бугарите да доаѓаат и да го слават тој ден, иако историската важност на убивањето, на убиството на Прелич е тотално никаква. Никаков историски преседан нема донесено тоа убиство, ништо. Некои тврдат дека станува збор за љубовна драма, некои тврдат дека тоа е кој знае што, но да ги оставиме тие работи на страна. Ама идеална подлога за дневно политички цели. Так. Втората работа е еден проруски политичар, односно политичар кој води проруска партија во Бугарија, Возраждание. Добро. Костадин Костадинов повика на спојување на Бугарија и Македонија. То ми кипа, то чекам бе. Ајде да се обединиме со бугарите. Ти знаеш која држава е било тоа бе, ти си бе. Ама да се вика Македонија. Нема проблем. да се обединиме, да се вика Македонија. Види, чекај. Така ние би размислиле. Абе, ти проста логика. Како ме нервираш бе? Ја како шиптер треба тебе македонец да те бранам и да ти давам идеи. Послушај сега малку вака. Ако земеме Македонија, ако земе дека Западна Бугарија е Македонија, пази, јас повторувам, па нека скокаат бугарите до таван. Западна Бугарија е Македонија во кој дел? Пиринска Македонија, внатре бугарски. Западниот дел од Бугарија е Македонија. Ајде, како си каже тој што дал идејата? Костадин, лепото моја, Костадине, сипа по една ракика, мамката мрцна. Се вака, слушај. Да. Ако се споиме, се јадеме бурек, везе нема. Да. Ако се споиме со бугарите, ако Северна Македонија и Пиринска Македонија по автоматизам се спајат, па ме ќе бидеме поголеми него бугарите у Бугарија. Тонч, Костадине, глупси котенекија. Jer ако се обединиме Пиринска Македонија и Северна актуелна Македонија, па ние сме територија, вие може да шофери да не бидете. Ало, бе, дечко. Нема ќе зем и тој другиот дел, зашто? Шо и Црното море. Можно ли ова ја шиптер му давам идеи на овој будалак како да коментира? Прво нешто, значи да бидеме сега искрени. Само ја размислам практично шиптерски, ме разбираш, он размисля филозофски будалак. Очигледно е дека се ладат. Што е сега ова? Ајде, пробам политички да го интелектуализираме гола вода у петок, а петак дан за метак. Ајде. Очигледно е дека се оладуваат главите во Софија
очигледно е дека се оладуваат главите во Скопје. И кога настанува период на оладување на емоциите, спуштање на емоциите на двете општества кои беа во еден конфликт. Морате прекинам, това е толкова несериозно, че изобщо не трябва да се коментира. Во Ирена право Василева. Во право си. Ирена, ја и Љупчо овде целиваме те и имаш целувки од нас. Но сега што сакам да ти кажам? Ради такви будали горат будат честни бугари. Кога настанува оладување на главите на едната и на другата страна, ги имаш овие двајца, кои се реално никој ништо во бугарското општество, но го прават ова, значи, само секунда, од една единствена причина да не дозволат оладување на главите и да не дозволат решање на проблемот. Ова е порака што сега јас ќе ме испратам на сите македонци кои го почитуваат Путин, на сите македонци кои сакаат Русија, на сите македонци кои бараат искочи руското од овој Љупчо. Значи, на сите македонци кои бараат алтернатива за евроатлантската интеграција на Македонија. Ова е планот на Путин за Македонија. Планот на Путин за Македонија не е ова да биде самостојна држава. Костадин Костадинов има отворени врати во Москва каде и да отиде. Овој што сака да ве окупира сега. Костадин Костадинов е оној кој одработувајќи за русите сака да го спречи во овој момент оладувањето на главите во Скопје и во Софија. Одиме еден чекор понатаму. Наместо да коментираме за ова, и добро е што во македонското општество не се создаде фама околу ова прашање. Тоа е многу добро. Затоа што прво ова не е Бугарија и второ ова не е веќе не е ни Македонија, сега ние да седнеме тука и да полемизираме со овие небитни ликови. Јучо, ние треба почни поинаку да размислуваш. Што? Инсистирам, почни поинаку моко да размислуваш. Мислам, будалаштини се некои работи. Македонија е апсолутно суверена, самостална, независна демократска држава. Бугарија е същото. Будали као тој Костадин Костадинов. Будали као наши овдека, не сакам да ги именувам, за да не испадне ово. Не имаме ние космонаути, земи го оној Петар Богоевски. Тој е тој модел кој што во јавниот живот ќе си треснат нешто да бидат актуелни, ќе си кажат нешто на кое што не се они криви што ние им даваме за значење. Да, така е. Ме заболе чошак мене што кажал некој Костадин Костадинов или оној тамо Каракачанов или оној тамо или оној што беше, како си каже, оној што беше во Европскиот парламент Ковачев, Џамбаски. Абе, тоа е Бораниеве. Ало, не е Џамбаски крив што ја овде му давам на значење. Џамбаски иди лајна месечина јеби се будало. Мислам, така треба да се реагира. Сега ние овдека темите на некого му се дигнало онаквото и вика ајде се спајаме со Македонија будала. Мислам, чека да буда. Ало, Македонија не е Љупчо Златев само, тука имаше Јагими, тука имаше оваки и некој треба да се согласи на тоа. Ајде се согласи, бе. Еве Зина, сакаш Зина да збориме? Пеки. Се согласувам, ај се спајаме. Па вие ебавме математиката, бе, бугари. Ако се споиме Северна и Пиринска Македонија на бугарите, им ја ебавме математиката. Но, кратко, јасно. Чекај сега да се... Добро, без ебење. Ние имаме многу повеќе сличности, од што имаме разлики. Сега ќе кажам една сличност. И тука ќе завршиме емисијата Агим за ово утро. Еви, една гениална сличност помеѓу бугарското и македонското општество. Ова се тие разлики што ги имаме ние со нив, нели... и ова е сличност. Они ги имаат Виктор и тој као се вика и Костадин. Ние имаме исто такви будали и тие работат. Ајде, наброј ми наши будали, многу се радувам кога ќе чуам. Наброј ми наши будали, молим. Не смеш. Еден ти веќе го кажа. Па еве ти, пази, ја ничем прознам да не испадне дека ја напаѓам или не мразам некого. Не мразам. Јас лично и приватно против никого ништо немам. Зборувам за јавни појави и луѓе кои практикуваат политичари. Значи јас зборам за нив како политичари. Еден пример. Македонците имаат лично внатре ништо помалку штеточини за сопствениот народ колку што има бугарите. Сега ќе ти кажам една сличност
која ќе ви изненади. Бугарија по григоријански календар, ние уште немаме храброст да отидеме по тој, нема веза, уште сме по јулијански. Во Бугарија трети ден нуркачи го бараат Ролексот на дедо Николај. Дедо Николај е глуп, колку ще е тежок. Се носили Ролекс, која знаеш дека може ти падне у вода, ти вам глупиот. Значи, купиот дедо битва за Николај, фрлајки го крстот за водици во Софија, му паднал Ролексот у вода, во реката. Јара? И сега 3 дена го бараат, нели, часовникот, а неофицијално се шушка, че точно този часовник бил многу важен, заштото с него на раката Николај благословил рускиот посланик Елеонора Митрофорова, а сега Берактај од Русија за Българија. Значи, со тој часовник кој го носил некоја многу битна русинка благословил и сега му паднал часовникот Rolex, тој колку вреди 15-30 Што подразбираш под благословил некоја рускиња? Што се смееш? Тоа ја Тоа се сме благословил с този часовник ти свет. Ало лудило. Ама не, ја читам веста на Фактор БГ и паѓам на земја од смење и замислувам дека реално и кај нас може да се случи ова. Што може да случи? На поп да му падне саатот. Па може му падне саатот, може и зуб да извади, па глупости. Да. Ама ајде, јеботе. Прво и прво, што има врска? Поп, Ролекс и Господ. Што? Тачно, мислам, еве, дај ми благословеноста и благословеноста на този, Ролексот на е некоја многу рускиња. точен. Плавушка ли била, црнушка ли била? Па сега. Значи, сличноста на рускиња, Господ, поп и Ролекс. И ја треба овде да трошам драгоцено време од животот на микрофонов, да размишлям, пази кај ми го Ова тега се паметот. филозофски прашања. Бугарски поп, кур се тресе, саат, Ролекс, рускиња, ова, она. Кој е овде будала? Ја што уопште му посветувам внимание, или он? Него го заболе ташак, исто ко Мијалков, си имал Ролекс, му паднал Ролекс, од туше 4 ги има у фиока. Нема везе. Мислам, дај петок да завршиме емисија. Петак, дан за метак. Треба нешто да се дупи. Ају, пицко Мартино, чао. Ова говори за сличноста помеѓу двете општества. Ги имаме и будалите, ги имаме и поповите. Еве, многу еден убав коментар од наша слушателка од Бугарија. Ние сме две одделни држави и не треба да се позолствува и да се создава омраза меѓу обикновените хора. Морам да реагирам. Значи, потполно се согласувам. Сега, од тука, од овој микрофон, јавно им се обраќам на сите бугари, на целата бугарска јавност. Абе, хорабе, и вие нямате хљаб, и ние немаме хљаб, и вие сте од Бога... Ама имаат Шенген, тоа е добро. Абе, имаат Шенген, онакво се тресе, нема везе. Значи, и вие сте од Бога утепани, и ние сме од Бога утепани. Политичарите клецат ве и нас, и вас. Значи, ало, бугарски народе, ало, добронамерен бугарски народе, спушти е топката. Божии деца сме сите. Наместо да говорим како да се сближаваме, ние говорим како овде да истресеме онаквото од гаштите. Иди бре, народе стварно... бугарски бе, познавам прекрасни бугари, познавам луѓе бугари, абе, браќа, ама, дај бе, јебала вас политика и вас и нас. И 2025 година да ги оправаме Мара Бунева и Прелич, мислам стварно. Јеботе. Значи не, па сега ќе правиме панихида. Чекај, па ова ќе биде... Која провокација имам до тебе? Ти рече дека Мара Бунева е можно да била во љубовна врска со тој, па го утепале, па тоа направиле. Некој да ја земе, да. То ти е исто као она, ама биде, пази, ќе видам дали си искрен. Ајде. Дали е вистина дека пола македонци веруваат дека Гоце Делчев е убиен кај швалерката дома у кревет или е убиен у баница од заседа кај турците? Вистината е на средина. Мара Бунева. Вистината е на средина. Да. Тој е убиен во баница, кај швалерката, во заседа од турците. Или од љубоморниот маж.
Не. Во заседа немал храброст тој да го утепа, го кажал на турците. Да, Пошто Гоце Делчев е као Мијалков, он кој иде кај швалерката не иде сам, он си влага, надвор го чува, тоа Значи, бил ало. еве ти го феноменот на Бара Бунева и аферата дека тоа било уствари љубовен триаголник. Значи, еве сега ти кажам, прво, прашањето е шо правил Гоце у баница. Не му дал никој обавеза тамо да отиде. Второ, што барал у кревет кај таа таму? Не убиен у кревет, убиен е надвор. Но причината за влез, вистината е на средина. Значи вистината е на средина. Маж го кажува на турците. Го изсинкарил кај турците и рекол, ако може ој да дупи жена ми, онда ме ќе види сега што ќе направам. Значи вистината е таа. Секогаш е на средина вистината. Одлично, уште една поента која забравивме во емисијава да збориме, затоа што ти не ја спомна, ја чекав. Ке имало честување на Мара Бунева овдека, нели? Добро. И дека некој тип најавувал овдека дека ќе дојде, ќе прави вака или ќе така. Ало бе, па не е он крив, он е паметен, си игра курташак со тебе. Ти си крив што не го дигаш на клосина кеј. Нема, он не сме ни да влезе у државата. Ама добро. Тој има забранет влез. Ама ќе пушти своји луѓе. И кој е крив? Он е фраер. Он дошол у твое мало и се курчи, а ти у твое мало му викаш, па немај мало. Еве, мене ми вика, ајде бе будало. Одма Гоце спомнели го клошари едни, за Гоце повеќе респект. Добро, сега вие ако мислите дека Гоце бил несексуално битие, сега шо да ви правам ја? Не, Гоце бил човек сега. Апсолутен респект. Ја не реков у кревет дека го тепале. Да, ги плюкајте си го. Си каже фино, Љупчо има информација од прва рука. Да. Он дупел некоја жена и после тој љубоморниот муж рекол ќе видиш ја ќе ти вам сестрата и отишол го кажал ке турците и турците го начекале од ебење искаче бам. Не се водела храбра битка со саати, значи. Да. Значи се тоа мора да биде така. Малку драматургија. А вие ако мислите дека Гоце бил несексуално битие, сега што да ви правам? Па и јас сум и значи се најнормално. Значи, ако мислите дека асексуалец бил Гоце, вие го вреѓате Гоце, не го вреѓам ја, што кажувам дека имал некој у баница. Да, ама, а пази, јазик ни вика. Али за Али Ахмети, пазевте што зборите. Али Ахмети може и швалер да има. Звонко Затковски, сакам да бидеш пред себе си искрен, пошто немаме можност на комуникација. Да, ама за Ахмети зборе, пазевте што ќе зборите јазик. Дајте ве молам како аудиенс, како човек кој абсорбирате и слушате оваа емисија, направете разлика кога има дупачка, а кога има озбилен муабет. Вие не сте виновни што ние се обидуваме овдека на еден полушарлатански начин да направиме петточна емисија. Ако вие сметате дека ние сме неписмени, будари, вакви или такви. Еве Звонко сега да ти ја исполнам. За жена војна се прави, вели една наша слушателна тачно. Но еве сега, ако сакате да не биде сега дека Али го штедим. Али Ахмети, за разлика од Гоце Делчев, живеел во посовремено време. У време на Гоце Делчев не било нели прифатливо да има швалер. Али Ахмети сега може и швалер да има. Мислиш дека он не дупи ништо? И Гоце Делчев си дупел нешто и овој си дупел. Сите си дупеле нешто. Еве правиме со Али, еве. Да, па еве денеска петок и ние ќе дупиме нешто. Ама ти си проблем за тоа што ти си оној кој Али Ахмети го поистоветува со Гоце Делчев. Абе, шетај будал. Он на краја, сега Али Ахмети и Гоце Делчев му фалат на Али. Дечко, иди види да не сме у клозет. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Очигледно немаат никакво чувство за хумор дел од нашите слушатели. Се гледаме утре. Како во љубовна врска да сте, баш сте срциња. Ево те. Мислиш дека сме пар со Љупчо? Јас сум малку постар така со бела коса. Агим и однос е еден од најпознатите хомофоби во Македонија, а секој велат дека хомофобите се сумљиви. Јас не сум хомофоб, така што не сум сумљив. Како ми го начука? Гаси емисија, гаси да не врати, гаси.